Во 2008 година Обединетите нации официјално 2 април го прогласија за Светски ден за свесноста за аутизмот. Од тогаш сите организации посветени на аутизмот го одбележуваат овој ден, заедно со лицата кои имаат аутизам и нивните семејства. Едно од нив е издруженијето Сина Светулка, кое постои со цел да го подобри квалитетот на животот на овие лица. По тој повод поразговаравме со Јасмина Трошанска, доктор на науки за аутизам, која е дел од Сина Светулка. Во нашата држава овој ден започнува официјално да се одбележува во 2011 година, кога јас бев дел од еден голем настан. Меѓутоа во тој период имаше можност да се организираат големи настани и така во центарот на градот имавме концерт со голем број на пејачи, учество на семејства, родители, познати личности. Многу често општеството не знае како правилно да им пристапи генерално на лицата со попреченост, а во нив спаѓаат и лицата со аутизам. Сепак, Трошанска истакнува дека како општество имаме напредок во прифаќање на различностите. Морам да кажам дека иако сите ние зборуваме дека не ги прифаќа, генерално имаме таков став, меѓутоа јас се занимавам подолго време со оваа проблематика, често држам обуки, семинари и сум во контакт со голем број на професионалци кои што работат во оваа професија, исто така и со родители. И морам да кажам дека сите имаат желба да ги прифатат, сите сакаат да ги прифатат, ние не сме општество кое не прифаќа, меѓутоа се уште постои страв од непознатото. Многу лица, многу професионалци се плашат како да се справат со децата или со лицата со аутизам доколку се во нивна близина. Многу едукација, емпатија, разбирање и прифаќање. Клучни совети за родителите кои имаат деца со аутизам. Потребно е само да ги разберете како тие функционираат. Понекогаш сите ние, за да прифатиме некого, потребно е да бидеме емпатични и да се ставиме во негова кожа. Многу често, јас тоа го зборувам и на моите семинари и на советувањата, кога разговарам со родителите, потребно е да се стават буквално во чевлите на детето со аутизам, да погледнат од негова перспектива и да видат како тоа се чувствува. Кога така ќе ги запознаеме на тој начин, тогаш полесно ќе ни биде да ги разбереме и да ги прифатиме. Добрите вести се дека пандемијата нема да ги спречи за соодветно да го одбележат Светскиот ден на лицата со аутизам. Во петок овој ден ќе биде одбележан преку символична трка заедно со нашите пријатели Ко-ранерс. Оваа година нема да има некој официјален настан, масовен настан, бидејќи се наоѓаме во период на пандемија, меѓутоа секако ние ќе направиме напори да ја подигнеме свесноста за оваа проблематика во нашата држава. Атлетскиот клуб Ко-ранерс, како општествено одговорен клуб, се труди да ги следи поголемите и позначајни датуми кои што се одбележуваат од страна на Обединетите нации. Неодамна го одбележале денот на лицата со Даунов синдром, носејќи различни чорапи, а се го организираа и настан по повод Светскиот ден на лицата со аутизам. Настанот ќе почне утре, значи во петок, 2 април, во 17 часот, токму од оваа локација пред Жабар, пларниот Жабар на Кеј. Може да се вклучи буквално секој е добре дојден, дали трча рекреативно, по-професионално или дали може би прв пат би трчал и лице од организацијата. Ќе ни биде задоволство сите да дојдат, сепак поради мерките за заштита од пандемија, бидејќи живееме во малце незгодно време, ќе препорачаме да се држи максимално растојание, лицата што ќе трчаат, сите што ќе дојдат да носат маски се до моментот на трчањето и на некој начин да го одбележиме овој ден. Со нас ќе бидат присутни и нашите пријатели Сина Светулка, организацијата која што се залага за подобар живот и вклучување во нормалните животни процеси на лицата кои што се со аутизам. Изминатите години овој ден се одбележувал со многу повеќе спортски активности, бесплатни семинари, обуки, јавни настани посветени на лицата со аутизам. Секако вид на активности се организирани во минатото, меѓутоа сметам дека од сега натаму повеќе треба да се посвети внимание на активности кои што им недостасуваат на лицата со попреченост, односно лицата со аутизам во нашата држава. Во моментот сметам дека премногу им недостасуваат спортски активности, бидејќи тие скоро воопшто не се вклучени во спортот, а исто така им недостасуваат голем број на активности кои што се поврзани со културата. Веруваме дека веќе наредната година, откако ќе заврши пандемијата, Сина Светулка ќе организираат настани какви што знаат и умеат за лицата со аутизам. Но затоа денеска ве покануваме сите кои сакате да го одбележите овој ден со вашите деца, со или без аутизам, да бидете дел од настанот кој го најавија од атлетскиот клуб Ко-ранерс.